Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. По неколку неделна пауза, евене со нашата и ваша емисија за земјоделците, која ќе продолжи да се емитува на телевизија Нова. А продолжението ќе значи, поради специфичноста на состојбата, ние ќе имаме секогаш нова емисија секој петок, каде што следниот петок ќе имаме реприза на емисијата, а наредниот петок ќе имаме пак повторно емисија за земјоделските производители. Тоа нешто го правиме смислено, за да навистина го задржаме вашето внимание, бидејќи во овие наши едукативни емисии даваме стручни сугестии, даваме напатствија, се во интерес на земјоделскиот производител, а уште повеќе како граѓанинот да не консумира токсифицирано производство. Емисијата нема друг карактер, нити политички, никаков друг карактер, освен случај да како производителот биде едуциран, разумно ги троши пестицидите и ѓубривата, а од друга страна консуматорот консумира квалитетно и нетоксифицирано производство. Денес сме со 27-миот ден од годината, од овај јуни месец, или сме со најдолгиот ден од годината, тоа е 15 часа и 15 минути. И влеговме календарски во пролетта, во летото, и сето тоа се манифестира преку она што го констатираме, а тоа е пеколна горештина, одлика на Република Македонија, да во летните месеци имаме долго, топло, квалитетно лето, кое нешто е одлика за квалитетно производство. Ние, следејќи ја состојбата во 2025 година, ние ќе продолжиме со нашата вообичаена програма која имаме, а тоа е секогаш одење со осврт за времето, како тоа се одрази врз одгледуваните култури, бидејќи имавме специфична 2025 година, која причини доста големи штети кај земјоделското производство, за кое нешто ќе кажеме покасно повеќе. Освен тоа, ќе имаме едно свое видување за состојбите во аграрот и нормално како е импулсот на теренот и состојбата кај одгледуваните култури. Тоа го збориме од причина што Република Македонија со своите карактеристики и особини кои ги има, наместо фокус на нашите политиканти во организирано земјоделие, наместо рехабилитација на комбинатите и добро организирање на целото парче земја со квалитетните површини, со квалитетниот тип почва, со квалитетните сончеви денови, ние, политикантите, се сведени на тоа кој која политичка партија, каде отишол таравари, дали некои пратеници ќе одат таму или онаму, прават на вистина едно зло кое чини многу. Политичарите се избрани од власта да во политиката кројат програма, стратегија, визија за добро живење во Република Македонија. Збориме за земјоделието, кој треба да биде стожер. Наместо тоа, тој е маргинализиран и
омаловажено, каде што веќе во септември ние ќе треба да бидеме спремни со 1 до 2 милиарди за увоз на градинарски култури, на храна, а сето тоа политикантите буквално не ги интересира, туку тие со пругите од 200 км на сат ке ја красат Македонија. Навистина, таквите нешта и таквите задолжувања ниту еден граѓанин во Република Македонија нит ги очекувал, нит ги прифаќа. Но останува времето да си го каже своето. Ние за тоа повеќе нема да дискутираме. Освен состојбите во аграрот, каде што рапидно се намалува производството, рапидно се намалуваат оние обработливи површини, рапидно се намалува работната рака која бега во странство. Тоа е факт кој треба да ги загрижи луѓето кои не водат. Наместо тоа се фрлаат сосема други памфлети, трети во Европа, втори во светот, со многу излетани работи. Но фактите се тука. Јас сум во аграрот, знам што произведува производителот, знам како страда производителот, знам како е изманипулирано трговската сфера производителот и како му е омаловажен вложениот труд во производството. И од друга страна политикантот вика ќе ги вратам земјоделците, младите луѓе во земјоделието. Нешто што не држи вода, бидејќи младиот човек сака да работи, но сака и да има. А тоа нешто не допира до оние луѓе кои на свој начин отишле и влегле во политиката и го прават тоа што го прават. Ние затоа во нашите емисии ќе имаме дел, но тој дел не сакаме да биде сватен како политички, било од која партија и така натаму. Тоа е чист чин на неутрално видување состојбите во аграрот, кои треба да ги погледнаат оние луѓе што не водат. И доколку девизата на Република Македонија, визијата не е дека аграрот е стожерот околу кој треба да се налепат оние министерства кои треба да зимаат од буџетот кој ќе го створи аграрот, ние држава нема да имаме, него ќе имаме само задолжувања, 7 милиарди, 8 милиарди и ред други зголемување обемот на министерствата, партиски војници ќе се трупат, така државата напред нема да оди. И затоа тоа навремено верувам дека ќе биде препознаено и ќе биде коригирано. Но ние освен тие состојби во аграрот, со кои се соочува секојдневно производителот, ние имаме и одредени проблеми во земјоделието. Така да, ние во оваа емисија, бидејќи имаме контрола над целосната состојба, имајќи во предвид какво време се не нас протера, со големи губитоци, за кои нешто ќе кажем повеќе одно после тоа. И се јави сега во поголеми размери, а ќе се проширува еската кај виновата лоза. Тоа ни е новост од науката која ќе го погледнеме со прилогот кој го припремавме. Тоа се воглавно содржините со кои ќе се дружиме, доколку сме интересни следетели, а ние пред нивно презентирање предлагам да одиме со джингл и почнуваме со освртот за времето. Ние со
телевизија нова имаме на вистина еден долгогодишен чин на убава соработка и оној концепт кој го создадовме од самиот почеток, кој држи вода, секогаш почнува со освртот за времето. И мора да кажеме дека се соочуваме секоја година со едни специфики, но тоа што го имаше 2025 година е специфика со голем размер, големи штети и губиток на земјоделско производство. Ние буквално последните 2-3 години немаме зима. Во февруар месец имавме плюс 20 степени, и немавме снег, немавме ништо, но вегетацијата порани и се случи она најтрагичното. Кога ластарот тргнат и кај кајсијата, која е најрано будна, и кај бадемот, и кај црешата, и кај јаболкото. Точно во тој период не дојдоа ниски температури. Дојдоа температури од минус 3-4 со малку подолга експозиција. А растението беше во фаза на цветење. И тука настана целосно уништување на кајсијата во Република Македонија, целосно уништување на праската во Република Македонија, целосно уништување на јаболкото во Република Македонија, црешата, јапонското јаболко и калинката во Валандовско настрада од тие ниски температури. Штетите се навистина ненадоместливи. Бидејќи очекувавме многу големо производство, многу квалитетно производство, но овој период пролетен, со тие температури, со подолга експозиција, направи се да тие родни папки, кои требаше се претворат во род, сето тоа се уништи и сега, буквално, во Република Македонија кајсија не видовме, или имаше некои мали, незначителни количини, праска не видовме, или има на некои места, каде што не фатил, каде што имало промаја и не фатил оној температурен шок, и ред други работи, цреши малку, сето тоа, а сето тоа добија паклени цени, високи цени, кои загрижуваа. И тука тоа го почувствува граѓанинот на Република Македонија со оној голем губиток кој го има направено времето како фактор. Тоа е една од причината што одиме секога со освртот за времето. Хидролошката состојба. Од последните 2-3 години ние имаме големи недостатоци на вода, што покажува и тој намален принос, а тој недостаток на вода секако подкрепен со она немање на општа култура на земјоделецот за рационално користење на водата. Тука имаме на вистина големи пропусти. Земјоделско производство без достаточни количини на вода нема квалитет. Тоа е докажено. Хидролошката состојба во Република Македонија, после известно време имаме врнежи од дожд, имаме некое ублажување на состојбата. Но, уште недостасува правата количина на вода во почвата, да го засети полскиот воден капацитет. Уште недостасува правата количина на вода во воздухот, бидејќи од таквиот пролетен период, ние влеговме во лето, пеколен летен период, каде воздухот е многу сув.
И влегувајќи од оној пролетен период каде што градобитноста е присутна и направи штети, влеговме во периодот на можни пожари. Тие се крајности кои го следат земјоделскиот производител, кои го следат граѓанот на Република Македонија. Затоа државата со своите министерства, со своите вработени, со својата грижа треба да биде целосно ангажирана во тоа нешто. Јас само знам дека имаме пеколни денови, дека ќе почнат пожарите, а знам дека уште од бивша Југославија имаме цистерни или механизација за гасење на пожар. Стојанче, директорот, тек, а цела зима помина, тек пред известно време ги дал авионите за гасење на пожар да се на ремонт. ВМО. Сезоната почната, он тек ги дава. А цела зима се бореше од едно на друго место како да дојде до директорската фотелја. Сега кога ја доби, не е ни битно што ќе имаме ние пожари. Таквото нешто е присутно кај поединци кои сака да дојдат до власт, сака да користат од власт, а при тоа да немаат ефект. Но тоа е очигледно, тоа е видливо, кое нешто ќе не чини многу. Што не следува? Ние веќе одиме, јас земјоделските производители ги имам за таа состојба во наш аграр. Значи, намалени површини, обработени површини, намалено производство и како резултат на намалено производство се јавуваат повисоки цени кај земјоделските производи. И ќе бидеме зависни од увоз веќе во септември со 1 до 2 милиарди, тоа што го реков, да ние внесуваме храна. За житото се надевавме дека ќе имаме добри резултати, но сега излезе дека точно сега при тие сончеви периоди тој топлотен удар предизвикал тотално губење на квалитетот на житото. И ние пак околу 80.000 тони ќе внесеме жито од Србија. Наместо левот наш насушен ние да си го произведуваме, ние мора да увезуваме. Тоа е вистинската состојба, бидејќи нас политикантите што не будат, не ги интересира тоа, него како да се дојде до некаков тендер, како да се дојде до некакви придобивки, а народот и стопанството малку важно. Затоа ние повеќе нема да дискутираме, ние ќе се посветиме повеќе на она суштинското. Состојбата сега, кај виновата лоза. Морам да кажам дека ова година очекуваме, ако до бербите немаме град, што се најавува во повеќе наврати, бидејќи тие високи температури и стварање на кумулонимбулуси, оние градобитни облаци, сигурно ќе донесат во некои локалитети град. А ако немаме град, моменталната состојба, имаме добро плодено грозје, имаме фантастично родна година, заштитена сигурно 1 до 2 пати повеќе фрлено отрови од колку што треба, за сигурност што го зборат земјоделците, а тоа е врз основа на интересот на аптекарите кои сакаат да продадат кило препарати, кило ѓубре, за да тие профитираат. Но
каква таква состојбата кај виновата лоза е моментално добра и има на одредени места појавено пепелница, пламеница, но за мене како стручњак тоа се преодни болести, што има многу ефикасни препарати за тоа. Но, она што во текот на оваа недела го констатира во Кавадарци, во Неготино, во Велес, Свети Николско, Штипско, Струмичко, Богданци, ние имаме еската како една од доста опасните болести, тоа е комплекс од оболувања, за кое нешто повеќе години екипа работеше, во која бев вклучен и јас, за изнаоѓање на решение. Тој комплекс, почнувајќи од фомопсисот, од антракнозата, од вертицилимот, од фомопсис, фузаримот. Тој комплекс се ствара, обединет, и виновата лоза го доживева оној колапс, кога е полна со род, таа колабира, целиот трахеален систем и се блокира, нема доторна храна и лозата покажува прво интеркостална симптоматика на листовите и после тоа цела лоза се суши. Тоа, за жал, го констатирав во повеќе реони во Република Македонија, со тенденција на ширење и во консултација со собственици кои имаат 4 или 5 хектари, вика професоре, минатата година имам 2-3 такви лози, сега имам 25 до 30 такви лози. Тој мора да ги отстрани, бидејќи таа се размножува на специфичен начин. Таквото нешто за лозарството представува сериозен проблем, а нашите оние субопарно поставени институции, Институт за овоштарство, Институт за лозарство, со една грамада луѓе таму, цел Божи ден не знаат буквално зашто се дојдени, а треба да се на терен, да се види причината за појавата на таквите болести и санкционирање на понатамошното ширење на болеста. Наместо тоа, верувајте, голем дел од тие луѓе кои се во институциите, они се фактички партиски војници. Не е важен институтот и неговата одговорност дека умираат лоза. Важно е неговата партија да добие повеќе гласови и да владее. Тоа е трагедијата на нашата земја, каде што гледам сега со политиката, ма тоа избори предстојат, па тоа е ненормална работа на партиски состаноци, извршни одбори, што централни одбори, што ли уште не, кој ќе биде, кој на список, кој не на список, анулација, анулирање на честни луѓе, кој индивидуално сака како независен да се пријави. Не може, ќе дојде од партијата човек. Демек. Таквото нешто е неодрживо и тој систем мора од корен да се менува. Со квалитативни вредности. Една партија, бидејќи сме партија земја, една листа и на таа листа граѓанинот ќе прочита името и презимето да го заокружи. Не партијата. Тоа што сега се прави е абсурд на нашето време и верувам дека таквото нешто многу брзо ќе мора да се санкционира. Но, ние ќе се осврнеме пак на нашиот проблем во земјоделието. За еската во светски размери таа е веќе
препознаена, диагностицирана и се знаат условите под кои таа бележи поголема експанзија. Токму такви временски услови, пеколни горештини, лозата, транспирациониот коефициент е многу помал од можностите, поголем од колку можностите на коренот да влече храна. И тука, она зачепување на флоемскиот дел и на спроводниот систем, тука обусловува да виновата лоза почнува со нејзиното колабирање и да таа веќе за само неколку дена целосно се исуши. И треба внимателно да се отстрани, да нема контакт со другата лоза, со здравата лоза, бидејќи тоа брзо се шири. Тука има многу работи кои практично треба да се покажат. А тоа треба да ни го покажат луѓе кои се во таа обременета голема администрација во Република Македонија. Ние имаме поголем обем на институции, ама нефункционални. Бројчано да, а нефункционални отколку било која друга земја, дали Словенија, било од која земја. Секој стручњак знае за што одговара, знае што треба да работи. Тука верувајте, да влезете во Министерството за земјоделие, има да се начудите колку нема столчиња за луѓето, дел од луѓето не идат, а зимат плата на први. Бидејќи се од претходната гарнитура, тој има решение за вработен таму, никој не може да го гони. А и законите ни се точно, ама тотално без никаква основа. Таквото нешто, јас мислам дека ден порано треба да се одма раскрсти, ставање во функцијата на сите институции и лаборатории, кои треба да го дотираат аграрот со знаење, со практични работи, со новости во производниот процес, за да не имаме зголемено производство, квалитетно производство, нетоксифицирано производство, кој ќе одговара за европскиот пазар. Со еден збор, ние треба да имаме институции кои ќе сватат дека екзистират од остварувањата на производството. Тоа верувајте, еве сега, не сега, последните 30 години. А тој доаѓа на власт, тој збори за зголемен личен доход. Логиката збори дека зголемен личен доход може да има организација или било кој има зголемен физички обем на производството. Значи, остварил повеќе, има буџетски средства, створил буџет и тој ќе го зголеми својот личен доход. Зошто? Затоа што остварил. А ние збориме сега на учителките, 40% ќе се зголеми личниот доход. А производството ни е нагло доле паднато и ќе бидеме за увозно зависни веќе следната година и треба да спремаме 2 милиарди денари, евра за увоз на производи. Тоа е нелогичното кое владее меѓу луѓето, посебно меѓу стручниот кадар, каде што мора ден порано да се тоа расчисти. Но, да не должиме, јас предлагам да го погледнеме прилогот со еската, кој заслужува внимание и за кој имаме краток коментар. Еве денес со еден, би рекол слободно, актуелен проблем за лозарството во Република Македонија.
бидејќи знаеме дека на немали површини ја имаме виновата лоза како стратешка култура, бидејќи лозарството на вистина во Република Македонија значи нешто. Поради пред се оние глобални климатски промени, ова година, освен градот, освен тие нагли температурни амплитуди, кои се евидентни, епилогот од тоа е нови појави кај виновата лоза, освен оштетувањето од град, имаме еден друг, нов, актуелен проблем, кој од недела на недела голем дел лозари велат: професоре, имам венење на цели чокоти одеднаш, колабираат со се грозје и навистина 150, 160, 200 лозанки имам во мојот насад. Некој помалку, некој повеќе, но имаме експанзија на развој на оваа појава. Ние во претходните емисии го најавувавме тоа, бидејќи спецификите на времето кој ги носи се такви за таквата појава, за таа апоплексија или еска, која ја меша многу стручни лица и квази стручњаци, ние денес ќе се потрудиме да го уедноставиме оној суштински дел на онаа појава што имаме и секако ќе дадеме предлог за можна санација или спречување на ширењето на ова оболување. Не е на одмен да кажеме дека и минатите години во многу помали размери имав клиенти што доаѓа, собственици на винова лоза: професоре, имам 1-2 чокоти кои одеднаш беа повенати со се грозје и мораше да го уништам чокотот. Таа појава неколку години се провлекува, но не во размери како што ги имаме оваа година, а една од причините, како што рековме, е токму глобалната климатска промена, оние топло-ладно, онаа врнежиот дожд, па сушен период, кој е нешто го ите како имунолошкиот дел на виновата лоза како култура. Ние ќе се потрудиме да дадеме еден опсек од реален, стручно практичен аспект како доаѓа до таа појава. Свесни сме ние, лозарството во Република Македонија дојде на степен да биде зависна од производство на калеми, од Велика Дренова или од Трстеник. Каде што виоките понекој ги зима од тука, по 0,5 центи или како беше, па од таму ни враќа готови калеми со се вирус, со се еска, со се фомопсис и така, антракноза и така натаму. И мора да кажеме, оние долгогодишни насади, кои сега бележат таков рапиден чин на ширење на појавите, се должи и на неквалитетен саден материјал. Една од причините мора да се бара во тоа, бидејќи во 80 до 90% на насадите, каде што сум присутен, каде што секојдневието го делам со тие луѓе, на чокотот гледаме некоја пудуетина, некомпатибилност со младиот, со калемот, касен инкомпатибилитет и појави како што е оваа, ја гледате габата, таа е всушност, тој е причинителот, стериум хирситумот, во една форма каде што
за некој представува како да, али не е важно. Мрчокот во доле во основата кај има подуетина и дека се е во ред. А тука е местото каде што од коренот доаѓа на надземниот дел храната. И тука се стопира многу нешта, а таа габа, ќе кажеме механизмот на нејзиното делување, како успева да она се инкорпорира, како го пушта овој ферментот оксидаза и како го плени трахеалниот дел на растението, кое треба да дотира храна. Растението горе во интензивен пораст, грозјето веќе за гоење, нема дотација на храна поради зачепување на системите тука и веќе почнува колабирањето. И тука кај производителите се причинува онај револт. Ние во насадите, еве ова слика не случајно ја оставаме тука, тоа е сликата која можеме да ја видиме во многу насади. Еден чокот овде, еден тука, еден таму, еден подале и таквите нешта се случка. За информирање, бидејќи рековме ќе го уедноставиме проблемот да биде сватен од лозарите, од производителите, за да нема забуни. Еската кај виновата лоза причинител на тоа болување е стериум хирситум. Но, за да овој патоген успее, тука тој е синхронизиран со комплекс од други причинители кои се присутни во еден симбиотички однос кај кореновиот врат, во стеблото и тука тие делуваат. Значи, ги делиме факторите за појава на еската, на таквото нешто. Делувањето на абиотските фактори и биотските фактори. Од абиотските фактори, тука рековме, фомопсисот е значаен, каде што знаат сите производители фомопсисот како си го ние носиме со калените, вертицилиумот, еутипата и овој хумофлора фасциаре. Со еден збор, тие абиотски фактори делуваат многу синхронизирано врз имунолошкиот дел на растението. Кога дојде и абиотскиот фактор, биотскиот фактор, а тука имаме температурни амплитуди секојдневно, еве ги, имаме екстремно сушни периоди, понекогаш месеци неврни дожд, имаме екстремно влажни периоди како што ги имаме, летни долги суши и сите тие услови влијаат на губење на оној прав имунолошки дел, а фаворизирајќи го оној комплекс од чинители, патогени, да тие ја надвладаат лозата. И што се случува? Сушност, при такви услови, како што ги имаме и таквата појавата доаѓа. Значи, габата, затоа реков и ќе повторам, оние насади кои немаат сертифициран и квалитетен саден материјал, уште кај спојното место, каде што не е добра спојката, не е компатибилна, тука има чеп за трансформација на храна и ред други можности на инкорпорација и влезот на габата, второ со многу резови со макази, отвараме ние врата за продорот на габата.
и габата влегува преку тие поголеми пресеци или преку кроењето и неквалитетно калусирање на спојните места кај калемите и тука имаме едно некомплетно спојување каде што габата ја наоѓа приликата за да го тоа реализира. И она, користејќи го тоа, се инстилира во клетките и дрвестината, дрвенастиот дел и сето тоа таа од брза постапка го трансформира трахеалниот дел кој треба да спроведува храна во тракт. Или по-конкретно. Значи, кога навлезе габата, таа влегува во оној дел, суштински дел во сршта, овде, и тука имаме ние еден чуден процес, каде што габата пушта, излачува ферментот оксидаза, кој ги убива клетките и потоа мицелиумот тука се шири, фруктифицира и бележи нагол раст од ова кон периферните делови на растението. И тука, за кратко време, тука веќе имаме очигледни прекратување на храната на дотација на горните делови и имаме почеток на венење. Тука сакам да ги информирам лозарите, бидејќи постојат две форми, аспекти што треба да ги знаат. Има акутна форма, каде што за ден-два целиот чокот се зафаќа и тој колабира, умира и завршен циркус. А има и хронична форма, гледате и сами, таа хронична форма, значи постепенно сушење. Прво имаме интеркостална симптоматика, гледате, значи зелена нерватура, интеркостална симптоматика која фактички коренот ги покажува оние први знаци на овие појави кои ги имаме во ова. И покасно, за одредено време, еве таа една типична хронична форма, каде што лозата постепенно добива, ако е некоја црна сорта, добива некоја лила боја, некоја шаренило, хлоротична и така натаму, и тука веќе имаме целосно пропаѓање на целосни чокоти. И голем дел од производители сега се во небрано, бидејќи сите препорачуваат нешто како, колку, што, да се крои, да се прска, да се бања, тука од таквото нешто, каде што имаме веќе целосно уништено ткиво на спроводниот систем, тие целулозни состојки и зидовите на клетките се целосно уништени, тука веќе трансформација на храна нема. И таа зона горе веќе нема опоравување. Пример, тој чокот ако е сечен би изгледал уште погрозно, со уште по закафенување на нештата, каде што доминира со тој фермент оксидаза, кој се шири и го зафаќа целосно дрвенастиот дел од пресекот на самото растение. И крајниот епилог, производителот губи принос, губи се и ја губи онаа суштина, бидејќи овој лозов насад кој е 8-10 годишен, тој влегува тек во една полна родност, каде што треба да ја враќа инвестицијата која ја има вложено земјоделскиот производител, лозарот. А тука тој ова недела бев фрапиран, кога од Неготино ми дојде човек, вика: професоре, имам преку 160
друг ми вели преку 250 чокоти целосно уништени, увенати. И тој ќе мора да ги отстрани. Тој губи тонажа ова година и губи понатаму. Сега да засева тек калем, тоа нема никаква шанса, мислам, есента и така натаму. И затоа нашата првична појава, мислам, препорака, би била при набавка на саден материјал од винова лоза треба да се почитува хигиенско-техничкиот и здравствениот аспект. Значи, прав компатибилен калем. Ние веќе мора да кажеме на вистина, во Неготино веќе имаме фамилија која произведува квалитетни калеми, која делот, поединци сакат тоа да го омаловажат, но се работи за еден чесен, честит пристап, каде што технолошки тие во следниот период ќе се надоградат со квалитетни стручни калемари, со квалитетна сите стратификала и така натаму за производство на квалитетни калеми од винова лоза. Тоа е една од препораките за напред. Доста беше Велика Дренова или Трстеник или било од каде од друго место да ни дават калеми кои веќе го имаат патогенот, кој за жал после 6-7 година, 8 почнува со таквите симптоми и со таквите појави. Но мора да знаеме дека тоа е од самиот почеток, значи патогенот е бил присутен уште од самиот почеток, од самиот калем, каде што не е добра спојката, патогенот бил во една латентна форма и сега кога дојдат такви строги услови на подолги суши, растението колабира, го губи имунитетот и тука веќе плен е на таквите појави. Мора да кажеме дека тоа не е појава само во Република Македонија. Имам контакти и со Бугарија, имам контакти со Србија. Точно со луѓето кои ги произведуваат калемите и кои се повикуваат дека тие не се виновни, бидејќи тие произведуваат квалитетни калеми. Ако е тоа така, болеста не доаѓа од било каде, значи патогенот мора да е присутен, да му се створат услови и да тој покаже одма симптом на напад на чокотот. Тоа истото го имаме во милион случаи во градинарството, здрав семенски материјал, он има вирус и гледаме после тоа и заштитувано растението и се, од семенскиот материјал вирусниот корен го шири вирусот после тоа преку вошки, преку трипси и така натаму се шири по целиот насад. Значи со еден збор, една од главните наши поенти на таквото нешто, за да се спречи понатамошни такви хавари и губења, неминовно е да имаме ние здрав, сертифициран материјал, сигурен и сортен, кој ќе ни даде една сигурност за подигање на овошниот насад, кој има своји трошкови и трошковници за неговото подигање. Мора да кажеме дека, кога ќе погледнеме Европската заедница, има контакти, таквите случаи ги има и во Германија, таквите случаи ги има и во Шпанија, таквите случаи ги има и во Франција, каде французите доскоро ја користеа како натриум арсенитот, го користеа како еден многу ефикасен лек за еската, но тој доби забрана за производство и сега во поново време имаме во европски размери препаратот Ескудо, кој навистина применет во правите моменти, почетокот на вегетацијата,
тој фактички го санкционира секакво можно инфективно делување на еската, заедно со фомопсисот, со вертицилиумот и со еутипата кои комплексно делуваат. Исто така, во поново време постои препарат Рамин, каде што во Република Македонија тие буквално никој не ги користи, бидејќи ги немаме, хемиските индустрии не ги имат внесено или така натаму, кој исто така дава добри резултати при правилно стручно применување. Прво има превентивен, квалитетен чин на чистење, и тоа прскање после кроењето, каде што тој заштитува буквално можни инфективни процеси, чак и со стерилизација на самите инструменти, на маказите и така натаму, и дава одредени резултати кои нешто треба да се види. И во поново време има паста Нектес, што дава квалитетни резултати по однос на санкционирање на еската. Но ние ќе се поврзаме на нешто попрактично, кое е нешто вредно, а тоа е да имаме консултации со стручно лице и да таквите појави се ограничуваат и да се навремено делува со одредени фунгицидни третмани, каде што имаме сознание, дали е тоа фосетилната компонента, што многу луѓе веќе видоа дека тука на вистина се прекинува понатамошниот развој на еската, како и ервинијата, како опасности, ервинијата што е по крушката и по туњата и така натаму, но сето тоа треба проучување. Са еската има уште многу да зборуваме. Ние имаме такви екзактни случаи од одредени чокоти кои ги следиме редовно. Мора да кажеме дека се работи за еден комплекс од патогени, каде што овој стереохирситумот е основот, а не помалку аранжман и подстрек во уништување на квалитетно ткиво има и фомопсисот. Знаеме го фомопсисот што се прави и ние порано зацртувавме дека тоа исклучиво фомопсисот, посебно кај вранецот, како многу чувствителен, дека фомопсисот е исклучиво тој што чокотите ги ништише. Иако има таму и вертицилиум, има и еутипиелата, и стереохирситумот. Тоа е, значи, делување на комплексна патогени кои ја ништаат виновата лоза. За да се тоа санкционира, треба. Тоа е како една необходност. Со оглед на тоа дека оваа година ја бележиме експанзијата на развој на оваа болест, која може следните години да го унакажи лозарството, кое ни значи многу, необходно е, бидејќи ова што го имаме сега сознание, и Кавадаречкиот регион, Неготинскиот, Струмичкиот, Велешкиот, Свети Николскиот, Гевгелискиот, таа бележи експанзија на развој. Тука, на ниво на Македонија, необходно, ама точно необходно е да се изработи една по-обсежна програма од квалитетни, стручни кадри експерти од лозарството. Заедно со заштитарите, со користење на државните лаборатории, да се тој проект на еден начин точно проучи, да се најде начинот и целта да спречување на ширење кое се заканува за поголеми размери во догледно време да превземе за уништување на виновата лоза. За тоа нешто ние ќе имаме и понатаму одредени прилози, но од тој есенски дел. Веќе ќе мора пред кроењето да се размислува како и на кој начин стратешки да се постапи за еската, ја санкционираме, ја едноставно слистиме од можните патогени кои ја ништи виновата лоза
точно во овие периоди кога е таа фаза на плодоносење. Го видовме прилогот 20 на минути, се потрудив да го уедноставам, да биде препознатлив за стручњаците, за лозарите, да се види дека за напред мора да се внимава на агромерките, мора да се внимава на многу нешта, како и на кој начин виновата лоза да ја држиме во кондиција, здравствена состојба, за да очекуваме и подобри резултати од насадот од винова лоза. А ние сме на располагање без никакви надокнади да дадеме свој допринос за секој проблем што ќе се јави, како и на кој начин да се тоа санкционира и тоа го немате на вашите површини. Тоа беше се што успеавме да припремаме за ова недела. Ви благодариме на вниманието. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.